Ден до истекување на рокот за номинирање представници од политичките чинители за уставните измени, партиите во Македонија се далеку од договор. Формирање на работна група без политички консензус е јалов обид на власта да го испорача ветеното со францускиот предлог и да изврши притисок врз опозицијата, смета политичкиот аналитичар Благојче Атанасовски. Согласно одредбите од францускиот предлог, власта се обврза до крајот на ноември годинава да ги вметне бугарите во уставот, иако нема согласност. Сепак според Атанасовски, власта турка напред за да ја прикаже опозицијата како антизападно ориентирана. И веројатно ќе оди со реториката дека опозицијата е антизападно, односно не е за членство на Македонија во Европската Унија, но ако се гледаат и анкетите, мнозинство од граѓаните се против францускиот предлог и против вметнување на бугарите во уставот. Едноставно власта сака да го протурка францускиот предлог од минатата година како услов без кој не се може за да се почнат преговорите. Македонија не многу одамна се соочи со чувствителната тема за уставните измени при промена на името. На ова потсетува аналитичарот Муслиу, за кога најдобро е сите партии да се согласни за уставните измени. Името се промени со различни комбинаторики, но тоа остави последици во општеството, коментира Муслиу. Најдобра варијанта за уставните промени се промени кои ќе бидат консензуални, промени во кои сите ќе учествуваат и да не бидеме пак сведоци на уставните промени од моделот на минатите уставни промени, каде со тесно двотретинско мнозинство се извршија тие уставни промени, но кои беа резултат на разни комбинаторики и невкусни активности. И тоа остави последици лоши во општеството. И овие уставни промени, ако се спроведат на тој начин, ќе имаат понегативни последици врз општеството, него ако се направат консензуално. Додека власта повикува на учество, ВМРО, ДПМН, Демократскиот сојуз и Алтернатива се изјаснија дека нема да номинираат представник. За сега не се знае кои од експертите ќе бидат дел од групата. Председателот на МАНУ, Владо Камбовски, го одби повикот, а поранешната министерка Десковска, како и поранешната судијка во Страсбур Маргарита Цаца Николовска, изјавија дека доколку станат дел од тимот, ќе дадат свој придонес.